поминав низ многу места, бев дел од голем број приказни. Во моите потраги слушнав разни мудрости, но секогаш заминував со идентични заклучоци. Стравот од различноста лежи во непознавањето. Ова моја потрага е по приказните од работниот ден. Дилемата ми е дали секојдневните предизвици ги прави луѓето поблиски. Колку времето поминато заедно може да ги избрише предрасудите и да ја зајакне меѓусебната доверба. Ако стравот од различноста се крие во непознавањето, тогаш мојата денешна потрага води кон луѓето од различни етнички и верски профили, кои секојдневно комуницираат. Предпоставувам дека таму веројатно ќе добијам многу одговори за мојата дилема. Брза помош, повелете. Да, повелете. Да? Брза помош, повелете. Од кога е со таа болка во градите? Добро вечер, повелете. Друг пат имал? Добро. Пие нешто редовна терапија? Додека е болен, ќе прима антибиотик. На која улица живее? Течности повеќе. Веднаш ќе пратиме за брзо ќе бидат кај вас. Избрав неколку институции, чија главна улога е да бидат во служба на граѓаните. Ова е хитна покана болка во гради. Тимот на итната медицинска помош за оваа интервенција го сочинуваа лекар македонка, медицинска сестра бошњак и возач албанец. Заминав во нивна придружба за да откријам како тие, етнички и верски различни, функционираат на терен. Колку често имате вакви интервенции? Се случува да имаме и мирни смени, меѓутоа се случува и цела смена да протече со доста итни интервенции. Најчесто тоа е во текот на ноќта, во текот на денот или нема правило? Нема правило. Можам да кажам дека некогаш почесто се случува во текот на ноќта, сообраќајните незгоди се поради или различни причини, меѓутоа итна интервенција како итна интервенција, значи може да биде и мозочен удар, и срцев удар, пат на јавно место на некое лице, сообраќајна незгода, значи практично се може да биде итна интервенција и тие немаат број. Која е била најтешка интервенција? Знаете како сите се со своја тежина, тешки се оние кои што се со летален исход дефинитивно, тешки се реанимациите, физички се тешки кога некого се обидувате да го вратите во живот и сте многу среќни, сообраќајните незгоди во секој случај, значи кога има жртви, кога има повеќе повредени, кога тие повредени се сериозно повредени, значи тоа се со највисок степен, да речем, на тежина повици и интервенции. Сега на каква интервенција одиме? Моментално одиме на болка во гради, што може да биде се. Значи може да биде инфаркт, може да биде мускулна болка, значи меѓутоа одиме да добиваме анамнеза, се распрашуваме од пациентот доколку е во можност да ни каже, од блиските, прегледуваме на терен, правиме ЕКГ, проценка да се прави на терен. Овој медицински тим вечерва без какви било проблеми одговори на предизвикот. Здравјето на пациентот е стабилизирано. Патот води повторно кон центарот на брзата помош. Доволно време до следната интервенција за да поразговарам со нив. Нашите смени се такви да ние поминуваме 12 часа заедно, што значи дека етничката, национална или било каква припадност кај нас е во најзаден план.
Битна е тимската работа, битно е да му се пружи помош на пациентот и нормално нели се дисфункционира како што треба. Тоа што сме од мешан етнички состав, че стварно многу помага. Прво, слогата меѓу нас која што ја имаме. Пример, јас како возач, албанец, освен тоа што возам и помагам во тимот, се наоѓам во ситуација некогаш и како преведувач во некоја средина кај што помагам, преведувам во корист на пациентот, во корист на екипата која што работам. Секогаш знам да кажам дека ние тука сме една голема фамилија. Се почитуваме максимално, така да ние навистина немаме проблем, особено не на терен, кога имаме сите една заедничка цел, а тоа е да го спасиме живот во одреден момент. Важно ли ви е пред да излезете од овде, каде одите, ке кого одите и чив живот треба да спасите? Значи не е битно. Именно нели медицината како професија и како да речам бранша во која што треба да помогнете, значи не ви е битно кај кого одите. Значи ниту национална, ниту етничка, ниту класна да речам поделба, затоа што ние помагаме значи и на бездомни лица, меѓутоа помагаме и на луѓе кои што се на видни функции. Меѓутоа вие одите не ја читате, значи ниту и читате име и презиме, ниту пак некогаш се случува да речеме сообраќајни незгоди, каде што вие не го знаете идентитетот на пациентот, меѓутоа вас примерно вие да му го спасите животот. Тешко ли да се работи, ова? Не, значи се што се работи со љубов и со жар да речам, не е тешко. Кога се одлучувате за медицината, практично вие не ставате ништо на вага. Ние најмногу сме срекни кога, например, ќе извршиме некоја реанимација успешна. Ние тоа нас не исполнува. Тоа ни е целта на сите тројца. Значи не е битно дали е македонец, дали е албанец, дали е турчин, уопште не е битно. Значи битна ни е таа тимска работа. Колку вака што сте луѓе заедно од различни етнички верски профили, ви помага еден друг да се запознаете повеќе со културата, традицијата, религијата за различниот од вас? Се продлабочуваат тие, да речам, информации кои што сме ги имале, нели некои не знаете како се слави Бајрам или Божик, се продлабочуваат и да, добиваме сосема нели поширока слика за тоа. Се дружите ли надвор од работниот ден заедно? Се разбира. Да, се разбира. Тоа е најубаво кој ќе ви продолжи, значи, понапорен работен ден, кој ќе можете со колега, колешка, значи без разлика дали е возач, техничар, да испиете на рад кафе. На рад, на рад, па нема хубаво. Брза помош повелете. Докторе, како го формирате тимот кој што треба да ја изврши интервенцијата? Дали ви е важно кај кого, како, имате ли проценка дали треба во тимот да има представник на една или друга етничка заедница заради веројатно полесна комуникација на терен? Па веднаш морам да ви одговорам дека такви работи кај нас не се гледа кога правам. Јас сум шеф на смена, ние сме тука 5 групи, сите имаат одговорен шеф на смена. Со почетокот на секој месец ги правиме екипите, зборувам екипа, тоа се тимовите во кои што влегуваат доктор, сестра и возач. Вработени од сите од профилите, од различни националности, меѓутоа такво нешто во оваа служба нит се гледало, нит ќе се гледа. Како што болеста не разликува вера, нација, националност, исто така и ние не, пациентите се за нас сите исти. Работниот ден на овие луѓе почнува пред утринскиот метеж во главниот град. Нивната одговорност е да го соберат се она што ние сме одлучиле дека е вишок во нашите домови. Дечки, добро утро. Како иде работа? Добри сте? Браво. Како иде? Нивниот состав како тим беше уште еден предизвик да поразговарам за мојата тема. Ги прашав за меѓусебните односи, за тоа дали и колку религијата и верата им е предност или хендикеп во работата, за дружбите по работното време. Како функционирате така? Па немаме никакви проблеми. Се сложувате ли? Да, немаме никакви проблеми едни на други, дури се помагаме, дури и кога има некои потреби така се повикуваме и на некои вака и домашни веселби, такви работи. Многу сме задоволни, многу имаме слога за празници и исто одиме кај нив, они си доаѓаат кај нас. Носиме за Бајрам е баклава, носат нешто друго што треба за нивни празници. Мене не ми смета
дали е православен, дали е... Така да имам многу пријатели, другари од православната вероисповед. Значи, си живеам добро, за празник кога ме ги канам, они мене ме канам, така да мене не ми сметало. Држат ли Скопје хигиена? Или? Па, горе-доле. Едно жалостно. Треба да бидат внимателни и што мислим комунална хигиена, бившиот директор господинот Раки, ова што го даде, што го размисли овие контейнери, подземни контейнери, да не се гледа ѓубрето. Ги замолам граѓаните да не фрлат од платформа горе, па да стават кај Долу, што треба, што треба, што треба, што не од озгоре платформа да личи што овој град срамота. Беа љубезни, а ја прифатија и мојата помош. Како тим цело време сте иста екипа? Па веќе сме 5 години заедно и немаме никакви проблеми за овие 5 години. Како тим сме, сите сме заедно. Се сложувате, а? Да. Едни на други се слагаме, према зборувањето се разбираме, тоа е најбитно. Така. Тоа е најбитно. Што е најчудно што сте нашле во ѓубре од луѓето? Види се, кога наоѓаме ништо, ние го пријавуваме тоа. Значи, што да најдеме ташна некоја или некои документи, ние има некојаш повикано и не викат, ние ги дигаме контейнерите за да ги... Имат луѓето некои интервенции, така ги идат пријавуваат во нашите надлежни што се таму и не викаат, доаѓаме ги подигаме тие подземни контейнери, значи што и да имат пример им го враќаме тоа и си го зимат. Тоа е тоа. Не дека јас многу можев да им бидам од корист, но сакав да искусам и дел од нивното работно искуство. Нивниот пат продолжи во еден, а мојот во друг правец. Тој исти ден, на другиот крај од градот, на секојдневните предизвици, одговараа и едни други луѓе. Пожарна? Добар ден. Да најавам пожар во стан. Да, повелете господине, каде е тоа? Булевар Јаня Самарски. Што гори господине? Кујда. Во ред господине, веднаш ќе интервенираме. Внимание, гори стан на соба аеродром булевар Јаня Самарски. Интервенцијата за замена од 1 и 22 тала. Господине, од пожарна дежурниот, кажете ми дали има забрзени луѓе во станот? Повикот беше итен, па затоа решив да заминам со нив. Разговорот го оставив за подоцна. Добро, ајде. Сноѓате во сообраќајот? Да. Почитуваат предност, Да. Веќе сообраќајна култура стана и кај нас. Пена, јави се на Пена 31. Дали имаш други информации за пожарот? Колку интервенции имате дневно? Па некаде околу 3 интервенции за дневно имаме во... Сега во зимски период? Да, во зимски период. Имаме македонци, албанци, бошњаци, турци, роми, власи, така да имаме од сите етнички групи во бригада заштита од пожар на град Скопје. Како функционираат меѓу себе? Тоа е одлично меѓу себе. Функционираат
одлично, нема разлика нешто. Не е важно кој ќе оди? Не е важно. Обично правиме распоред кога правиме да е човекот само од тоа место кај што ќе интервенира да го познава теренот и ова. А иначе тоа нема разлика во пожарна и за интервенција дали се интервенира нема разлика дали е тоа верски, расно или политичка определба, тоа нема кај нас. На најбрз начин и без какви било последици предизвикот беше останет. Но во интерес на приватноста на луѓето во чии дом беше интервенцијата, таа не е дел од оваа приказна. Сепак, за да ни ја доловат нивната соработка, пожарникарите со задоволство повторно изведува акција во рамки на нивните подготвителни вежби. Застане по-напред. Допирница, разделница. Ајде, комплет. Ајде, водно монтирайте. Обрго, ајде. Лечи. Лечи црева. Лечи, ајде, водна. Лечи. Вода дај, ајде. Распрскан власт. Распрскај малцик. Сопри вода. Пожарникар е една хумана работа, кај што се помага на граѓаните на град Скопје и Скопска околија. Како изгледа, има ли луѓе кои што пријавуваат пожари кои што не се за интервенција, како се справувате со тој момент? Да, имаме и така наречени лажни пожари, значи ќе ни дојави, ама пред се ние тоа го проверуваме. Ќе се јави на 193, пошто имаме двајца оперативци горе, веднаш вториот врти на истиот број од кај што се јавува, проверува дали има пожар или е лажен пожар. И да е лажен пожарот, боље да отидеме таму да нема ништо и да се вратиме, него да испадне дека има нешто, а не само. Денеска видов некако сте ми сите повозрастни овде, до искуството или младите не сакаат да работат пожарникари? Не да не сакаат да работат пожарникари, него последно време не се примат многу пожарникари. За последние 10 години имаме две групи примени, некаде околу првата група беше 25, втората 35, значи околу 60, што значи тие 60 ни отида у пензија. Значи старосна граница во бригада заштита пожари е некаде 48 години. Како функционирате вака? Имате ли доверба меѓу себе, иако сте луѓе од различни профили? Има доверба, има. Тука ти се као браќа, брат не ти помага колегата што е до тебе. Значи во тоа не се мисли за меѓунационалното. Се дружите ли надвор, иако сте вака луѓе од различни етнички профили, надвор од работниот ден? Да, се дружиме, ако не, пример ради јас со колегата. Тој доаѓа кај мене на Бајрам ни честите, јас морам кај него на Божич, на Велик ден, така да тоа е. Сега му бев на слава за Свети Никола и така. Мораме да се дружиме, зашто нашата работа не е да бидеме на национална база или ова. Значи, мораме да бидеме друштвени. Што сакам да кажам со тоа? Кога идеме на интервенција, без разлика дали корим во албанска куќа или бошњачка или српска, ние не го гледаме тоа. Мора да завршиме работата право професионално, да нема уште туање многу, да нема жртви. Што помалку. И мораме да бидеме колегиални, зашто како што кажа колегата, мора да си помагаме. Ако тој не ми помогне мене или он, јас немам успех во работата. Тој има разни случаи, пример ради за време на криза во Република Македонија, меѓу првите ние влеговме во Арачиново, така што гасевме албански куќи, гасевме и македонски куќи, така да за нас нема
не представува ништо верска или политичка, у последно време политичка обрана. Така, се чувствуваш ли сигурен поред пожарникари, ти си албанец, се чувствуваш сигурен поред себе со пожарникари македонци кога излезеш на терен? Воопшто не мислиме на тоа. Тој ми е као брат. Брат не ти доаѓа да ти помага, овој ќе ми помага. Еден со друг гинеме, мислим во пожар еден со друг. Ако заостанува еден, сите доаѓа да вадат и така. И ова искуство ми ги потврди предпоставките, ми ја расчисти дилемата. Познанствата, соработката се најсигурен начин да се ослободите од стравот на непознатото. Од сите мои денешни потраги, разбрав дека посветеноста на професијата, предизвикот пред кој сте исправени, ги брише сите предрасуди. Едноставно заборавате кој сте и што сте. Тој што е до вас во овој момент е вашата подкрепа. Блискоста ја јакне довербата, но и вашата самодоверба. Што мислиш ти, што е важно за да се изгради една доверба меѓу луѓе од различни структури, со оглед на дека општество има доста предрасуди на етничка, на верска основа? Па што е другарство, колегијалност е многу битна. Културата, разбираш. Тимски не мислиме лошо. Добро е да се дружиш, само да бидеш човек, тоа е друго ништо. Да бидеме сложни меѓу нас, да се почитуваме, дали сум ром, дали е македонец, дали е турчин, дали е поштар, сите да бидеме све исти. Да не се разликуваме. Предпоставувам дека службата наша, самото време поминато заедно екипите, нашите смени се по 12 часа. Меѓусебната доверба, меѓусебната комуникацијата допринесува и на терен, кај што треба да се интервенира условите и да дадат максимумот од себе како би биле задоволни пациентите. Никогаш не се гледало, сепак ќе кажам, значи во тоа ние си, кога сме на работа, нашите смени се погаѓаат заедно. И за една, и за друга, и за трета националност, намерно не сакам да ги спомнам, зашто ние тука никогаш не сме ги гледале, нит значеле нешто за нас. Работното време, работните обврски допринеле тука да се формират многу долги пријателства, значи дел од луѓето ги пуштиле оваа служба, доаѓаат нови, меѓутоа врската што во оваа служба се после толку години работа е стабилна и останува и до ден денеска. Значи ние сите меѓу себе кога ќе кажеме кај си работел, се уште ги одржуваме оние контакти. Можам да кажам дека и како таква служба и вратите ни се секаде подотворени. Што е важно за да се изгради доверба меѓу луѓе кои што се од различни етнички или верски профили? Тимска работа. Тоа е тимската работа, значи го гледате човекот како човек. Вас ништо не ви е битно. Значи кој ви е во тимот, како ви е во тимот, напоменав и претходно, 12 часа се во прашање. Значи ние формираме доста блиски релации практично со сите што сме тука. Значи ние кај нас се ротираат тимовите, значи вие не сте постојано со една група на луѓе. Практично имате можност да ги запознаете сите. Значи пристапот како човек према човек е најбитен. Што за тимовите, истото и за пациентите важи. Понатака се друго е најмалку битно. Од старт, значи, кога ќе тргнеме на покана, сите имаме задолженија, нели, околу комбето, опрема, терапија, каде идеме, покана да ја најдеме, значи, ако е сериозно, значи, секогаш возачот влага во тимска работа, ни помага, значи, апсолутно работиме сите тројца заедно како еден. Што е важно за довербата? Па, важно е за довербата, мислам, кога почита како прво. Значи, почита кое што имаме, кое што највеќе се ствара пример за нашиве празници. Значи, заедно си ги славиме, заедно славиме Великден, заедно славиме Бајрам. Пошто нашава работа е сменска работа, пример се случува за Великден да сме на работа, за Бајрам да сме на работа. Значи, и празниците заедно ги славиме. Како што рече сестрата, ние сме едно. Фамилијанско, да, мислам. Да. Во овие 30 минути слободно можам да заклучам дека албумот на заеднички вредности е побогат со сите овие приказни. Да се биде на истата страна, значи да се верува во надежта, во еднината на општество ослободено од стереотипи и предрасуди. Се гледаме следната недела. Останете во добро.